Денеска специјалното јавно обвинителство ја доби првата пресуда. Имено обвинетите во случајот Тврдина 2 беа осудени за кривичното дело кое што им се ставаше на товар, односно осудени дека уништувале службена документација и со тоа сториле кривично дело фалсификување службена исправа. Ваквата осуда на судот е во рамки на нашите очекувања. Ние неколку пати до сега повторивме дека имаме цврсти докази и тоа се потврди со одлуката на судот. Судијата во краткото образложение ги потврди сите ставови кои што специјалното јавно обвинителство ги имаше, а тоа е дека не може подредените да бидат изземени затоа што постапувале по незаконска наредба на нивниот претпоставен. И во оваа насока, како што кажав и во завршниот збор и сега ќе се повторам, дека правдата не треба да ја бараме само во судниците, туку во професионалното и законито работење на сите државни и полициски службеници, кои што интересот на граѓаните и професионализмот треба да го стават пред наредбите и незаконските наредби и желби на нивните претпоставени. Во оваа насока изразуваме задоволство што барем за овој случај правдата излезе на виделина и очекуваме ваквиот тренд да продолжи и за другите случаи за кои што специјалното јавно обвинителство има поднесено обвинение. Завршните зборовте и рековте дека парата максимално кажува судот за Горан Груевски, дали ќе поднесете жалба до апелација? Ние би почекале да го добиеме отправокот, писмениот отправок на пресудата. Ќе ги разгледаме аргументите на судот кои што ќе ги даде во пресудата, па потоа ќе одлучиме дали ќе се жалиме, за кои обвинети и така натаму. Благодарам многу. Дали ќе видат на работа, дали ќе видат суспендирани или како? За тоа ќе треба да контактирате со Министерството за внатрешни работи, така што прашањето таму треба да го упатите. Добро, ние очекувавме да биде искрено ослободителна пресуда, бидејќи ние сме на становиште дека не постои како објект на заштита службена исправа која што може да биде предмет на ова кривично дело. Судијата даде кратко образложение во врска со вториот начин извршување, каде што според незино мислење и толкување, уништувањето може да се однесува и на вистинска службена исправа. Ние во завршен збор направивме јасна дистинкција помеѓу старото законско решение и помеѓу новото законско решение, кое што не остава воопшто простор за било какво самоволно толкување на одредбата од став 2, која што јасно и експлицитно сугерира дека вистинска исправа не може да биде предмет на уништување, бидејќи ставот 2 се повикува и се поврзува со став 1, каде што предмет на извршување на ова кривично дело може да бидат само службени исправи со невистинита содржина, а никако и службени исправи со вистинита содржина. Очигледно со судот имаме различна диоптрија на гледање на работите и на начинот, односно на објектот на заштита кој што може да биде предмет на ова кривично дело, и од тие причини ние ќе поднесеме жалба на овие околности и на околностите околу надлежноста која што ја оспоривме во текот на завршните зборови.